Накратко ја замрзнав натрешната реализација на Преспанскиот договор, па ден потоа увиде дека употребил претежок збор и да објаснуваше што сакал да каже во интервјуто за Евронюс. Премиерот Заев ретерираше и денеска повторно договорот од Преспа го представи како имотен лист на земјата. На Македонија не и беше доделен датум за почеток на преговорите со Европската Унија, но премиерот смета дека имплементацијата на договорот е неизбежна. Можеби зборот за мрзнат дел е претежок, но дефинитивно намерата е да го појасниме што значи договорот. Таму се вградени поглавјата. Намерата да испратиме порака недвојбена дека Преспанскиот договор својата имплементација и со право треба да ја доживее до крај заради тоа што носи стратешко партнерство, носи придобивки за нашата земја, носи еден нов пријател, тоа нашиот јужен сосед, кој што отвара толку широка лепеза на перспективи. Составовите во интервјуто Заев не сакал да ја прати порака на Грција, туку на Европската Унија. Намерата беше токму за Европската Унија да се испрати пораката, не до грчкиот народ или политика. Да водат грижа за тие поглавјата, и треба час поскоро да ги отвориме поглавјата. Заради тоа што правно формално тоа е врзано. Иначе уставот е променет во државата. Промената и примената на името се практикува насекаде кај нас. Заев ја искористи пресконференцијата и за тезата дека евроинтеграциите ќе бидат во опасност ако опозицијата дојде на власт бидејќи не ја употребува придавката. Иако ставот и на Мицкоски е дека полноправното членство во ЕУ е стратешка определба. Тоа всушност беше потврдено и од сите учесници на последната лидерска средба кај Пендаровски.